По долги години, конечно лицата со попреченост можат да пристапат во општина Тетово. Потребни се дополнителни корекции на рампата за лица со инвалидитет, но денес по повод 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост, оваа група на граѓани можеа да присуствуваат на одбележувањето. За ПФБ, прв пат денеска дојдов до општината, кај што може да се качне со рампа. Направен еден чекро малце понагоре за лицата со инвалидност. Треба мала некоја корекција на рампата, ali иначе во секој случај одлично и благодарност до општината што се сети и на нас. Годинава се одбележуваат и 2 години од проектот кој е поддржан од Европската Унија, а е наменет на лицата со попреченост. Целта на проектот е да се подобрат состојбите на лицата со попреченост и да се формираат партнерства на локално ниво. Функционира во 6 општини, меѓу кои Тетово. Проектот се фокусира на градење на сваќање за што се е потребно во една општина за таа да биде пристапна и да одговори на потребите на лицата со попреченост. Првенствено зборуваме за физичка пристапност, која што и овде спомнавте, меѓутоа и пристапност до сами услуги. Ние за таа цел подготвивме еден документ кој прво ја опишува, да речем, идеалната заедница во која што лицата со попреченост се максимално вклучени, но и поставува определени цели кои на различни начини треба да се задоволат. И тоа ние се обидуваме да ги процени, да им помогнеме на општините да се самопроценат докаде се стасани во своите напори за по засилена инклузија, и тоа зборуваме за пристапност до згради, пристапност до инклузивно здравство, образование, социјални услуги, услуги за вработување, меѓутоа и пристапност до можности за рекреација, спорт, забава и култура. Градоначалничката Арифи ги истакна заложбите на општината за лицата и децата со попреченост. Општина Тетово е особено покажала приоритет за и чувствителност за овие случаеви, затоа што, например, ние имаме проект и програма која е кофинансирана и идеизирана од страна на општина Тетово, каде што 22 психолози и значи поддржувачи за деца со посебни потреби и аутизам, значи имаат добиено поддршка и лични асистенти, значи секое дете од општина Тетово кој има документ од институција дека има потреба од личен асистент е покриен, и тоа од страна на буџетот на општина Тетово, нормално со поддршка и на овој проект. Арифи додаде дека општината има испратено барање до владата и Министерството за образование за лицата кои се ангажирани како асистенти на децата со попреченост да бидат редовно вработени.